Гостин во ова издание на студиото на Нова е актуелниот потпредседател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и актуелен кандидат за председател на оваа партија, Зоран Јовановски. Господине Јовановски, уште малку има до конгресот на кој ќе одлучите кој ќе биде председател. Зошто мислите дека делегатите би требало да го изберат Зоран Јовановски да биде председател на СДСМ, на најголемата опозицијска партија? Што вие нудите како промена на СДСМ? Вака, делегатите треба да го одберат концептот кој што за нив ќе биде победнички концепт, кој што тие ќе го гледат како победнички концепт. И тоа победнички концепт не само за СДСМ, туку понатаму и за цела Македонија во наредниот период. Јас на делегатите им го понудив тој концепт и на 2 јуни на конгресот ќе зборувам за тоа повторно. Што е новото вие што го носите како квалитетно? Па вака сега, бидејќи очигледно на партијата и треба нов квалитет. Да, окей. Во концептот подразбира неколку столбови. Прво, СДСМ треба да биде повеќе препознатлив по тоа за што се бори. Кој ќе ја праша некој, вие како партија за што се борите, од првиот до последниот член да знаат да одговорат на тоа. Што е сега тешко. И тоа да го одговорат во 2 реченици. Значи ние мора да станеме препознатливи дека ние се бориме за оние вистинските социјалдемократски вредности. Се бориме за општество во кое што ќе биде видлива солидарноста, праведноста, еднаквите шанси за сите и да бидеме препознатливи за тоа. Такво нешто како искра околу која што се обедини членството со една, да речем, висока енергија, беше примерот со отпорот. Меѓутоа тој да речем дека беше за една дадена ситуација. Јас сакам СДСМ да се обедини околу вредностите и околу концептот на трајна основа. Да знаеме дека се бориме за тоа, веруваме во тоа и за тоа мислам апсолутно. Кога го спомнавте отпорот, мислите дека луѓето во тоа препознае една левичарска автентична идеологија која би требало да биде база на Социјалдемократскиот сојуз како левичарска партија која е создадена во една левичарска матрица, без разлика да не навлегуваме во тоа дали е комунизам или не. Дали мислите дека во тој отпор, во таа ваша идеологија луѓето препознаа подобри работнички права, подобри социјални права? Луѓето во Македонија се соочуваат со низа социјални проблеми кои Социјалдемократскиот сојуз во години наназад не успеа да ги артикулира и тие луѓе да видат евентуално во таа идеологија на СДСМ некаква надеж. Јас би рекол нешто уште повеќе од тоа. Не само социјалните аспекти, мислам дека отпорот автентично беше еден крик на луѓето, кај што луѓето почувствуваа дека тие губат слободата. Знаете, кога ќе го имате чувството дека некој некаде кој што е на власт во еден момент може да реши што сака и да направи што сака, вие повеќе не можете да се чувствувате сигурни и безбедни. За оние работи кои би требало да се препознатливи за една левичарска опција. Па видете сега и слободата влегува во тоа. Слобода како слобода на изразување, како слобода на медиуми, како граѓанска слобода. Значи тоа исто така влегува во корпусот на вредности за кој што се борите. Левицата од секогаш била позната по тоа дека таа била онаа сила која што е прогресивна, која што за разлика од конзервативизмот на другата страна. Како вие ќе успеете да го убедите и вашето членство и електоратот дека ги носите тие вредности? Со што? Вака сега. Тоа се Ја не може да се сетам на пример на пресконференција на Социјалдемократскиот сојуз кога се реагирало за низа на кршење на човекови права, за низа на кршење на социјални права. Никогаш ја не сум чул реакција околу каков е односот на инвеститорите кон работниците. Тоа се прашања кои за вас биле абстрактни или релевантни. Ја ме интересира вие на кој начин ќе донесете во програмата на СДСМ и во концептот на СДСМ тој тип на вредност. Значи вака, прво не мислам дека тие биле нерелевантни за СДСМ и досега. Јас зборувам за тоа дека треба повеќе да бидеме препознатливи на таа тема. Инаку вие препознатливоста ќе си ја градите не само по тоа што го зборувате, туку и по тоа што го правите. Ако вие ги погледнете, например, последните 2 програми на СДСМ, Решение за Македонија како партиска програма, а и програмата што беше за изборите парламентарни 2011 година. Вие ќе видите дека, например, економските политики таму, сите се базираат на столбовите за кои што ви зборував, на вредностите за кои што ви зборував.
И тие беа сите насочени затоа што борбата за отварање на нови работни места, борбата за намалување на сиромаштијата, борбата за намалување на огромната разлика која што секој ден се продлабочува меѓу најбогатите и најсиромашните. Тоа во програмите наназад со години. Ама треба доследно да застанете на тоа, да ве препознаат дека се борите. Имено. Како вие ќе убедите дека да, овој пат тоа нема да биде мртво слово на хартија, еден од многуте испечатени програми на СДСМ, туку ќе биде вистинска автентична акција на СДСМ. Вака сега, тоа ќе се почувствува преку меѓу другото преку зголемената енергија внатре во партијата. За да се зголеми енергијата внатре во партијата, да таа да се раздвижи, луѓето да се растрчаат и навистина да, значи онака, знаејќи го огнот што не грее сите вредностите, тоа народот ќе го почувствува, бидејќи го почувствува кај отпорот, автентично го почувствува кај отпорот. Зошто отпорот, да речам, што се случи кај отпорот, тоа веќе е друга приказна, не би навлегувал сега во тоа. Меѓутоа, значи, за да се почувствува енергијата, за која што зборуваме, луѓето видат дека цврсто стоите за тоа што се борите, ќе се направат одредени оперативни промени внатре. Наместо да се затвори приказната во двајца, например, не знам сега, председател, заменик, председател на партијата и така некако да се затвори одлучувањето или размислувањето, се шири приказната. Значи, во овој концепт се отвараат позиции други, се оди од првиот до последниот, одговорноста... Влада во сенка ти прави? Влада во сенка, ќе кажам и за тоа неколку збора. Само сакам да кажам дека работата е во системот што ќе се воспостави за функционирање, да се вградат вистинските мотиви за ангажман. Меѓу другото, например, на листите за пратеници. Тоа е силата на регионите, така го крсти во концептот. Односителот на листата, па сите на листата, како кандидати за пратеници од СДСМ, ќе бидат од таа изборна единица. Затоа што јас мислам дека тогаш енергијата, еланот, желбата кај тие луѓе од таа изборна единица ќе биде поголем. Тие ќе се борат за некој што е нивен комшија, некого што го знаат, кој што е авторитет тука. А тоа за партијата создава обврска на среден рок да се грижи и да создава кадар и надвор од Скопје. Пак за владата во сенка, не ми кажете, сега ќе кажам за владата. Има секој од секој регион, од секоја изборна единица подпредседател на партијата. Не можете да бидете вие подпредседател за изборна единица 1, па за изборна единица 6. Кај мене тоа сега главни координатори, со заменици главни координатори и тоа ја следи логиката на како тоа Македонија е поставена за парламентарни избори и СДСМ практично ќе биде организиран како огледало на изборната мрежа што сега постои. За владата во сенка е исклучително важно. Јас во СДСМ се борам за таа работа веќе извесен временски период, година и половина и повеќе, и тоа да има влада во сенка и тоа сум го разговарал. Моментот не бил. Океј, прифаќам. Таа идеја не била отфрлена, напротив, била одложена за ситуација во која што околностите ќе бидат поподатливи за тоа. Сега мислам дека најдоцна до нова година владата во сенка мора да биде формирана. Меѓутоа, што значи всушност владата во сенка и што е предноста од владата во сенка? Тоа е сложен концепт. Тоа не значи само да објавите ова е премиерот во сенка и ова се 15 министри од владата во сенка. Не, тоа е најмалата работа. Тоа значи комплетно преструктурирање на партијата внатре, ресорски, каде што од една страна на централно ниво овие совети кои што постојат сега економско, социјални и други се реорганизираат, на локално ниво се формираат совети по поделни области кои што ресорно комуницираат, ја следат работата тоа министерство, секое министерство во владата во сенка, ја следи работата на актуелната влада и истовремено служи класична акција. Истовремено имате вие производство на понуда која што им ја давате на граѓаните. Што е добро за граѓаните? Прво се персонализира работата. Ова се сега, ова е во суштина влада, ова се луѓето во владата во сенка, знам за кого ќе гласам. Овие луѓе ќе дадат одредена понуда. Знам за што се борат. Можам да ги споредам. Тој што е актуелниот премиер со тој во сенка, министерот во сенка и така натаму, и со текот на времето тој веќе игра 1-1, кој што сега немаме, бидејќи сите се зацкриваат позади Груевски, кој ќе разложиме работата, ќе видат граѓаните. Можеби хоспиталната култура не е најважното прашање во здравството, например. Можеби има многу поголеми проблеми,
за кои што нашиот министер во здравство ќе им посочи и ќе им објасни на граѓаните. Овој концепт подразбира и големи промени внатре во раководството на партијата. Дали тие промени ќе се прават? Вака сега, вие што е крајната цел на политичка партија? Значи да има привилегијата, честа и одговорноста да ја води земјата и да обезбеди подобра живеачка за сите во земјата. За да дојдете од таму мора да победите на избори. За да победите на избори, вие ќе ги направите сите потребни потези. Меѓу другото, правите и победничка екипа. Имате победнички концепт, имате луѓе во кои што граѓаните ќе Вие многу препознаат. подобро знаете од мене дека тоа ќе разбранува куп на суети внатре во партијата. Јас тргам од следново. Јас знам дека мора човекот кој што од 2 јуни понатаму ќе ја има таа привилегија, обврска и одговорност да го води СДСМ понатаму, мора да биде човек што обединува. Значи мора сите да го чувствуваат, го сакале, не го сакале, доволно близок и доволно далечен, за да знаат дека околу тој човек и околу вредностите за кои што тој човек ќе се бори, тој ќе ги обедини сите внатре во партијата. Суетата тука е апсолутно за мене не е тема. Влада во сенка регионите, она што го координаторите. Добро, и ова околу препознатливоста на идеологијата. Тоа секој од кандидатите ќе го каже, пошто Зоран Јовановски ќе успее да се наметне, што ќе биде ваше препознатливо, мислите, и не знам, автентична ваша понуда. Океј. Јас прво вака, во изминатиот период прво јас покажав дека како човек не сум влезен во раководството на СДСМ за да нешто јас ја обезбедам сега тука функција, нешто, значи апсолутно. И јас тоа го покажав. Јас во изминатите 4 години, јас не сум на пример пратеник во денеска во парламентот и во изминатите 4 години не бев ниту кандидат за градоначелник, ниту градоначелник, не бев ништо од тоа. Јас влегов со една многу јасна слика дека Македонија се движи по погрешна патека, дека тоа ќе не донесе нас до провалија и само прашање на време. Јас едноставно не можев да стојам на страна и тоа да го гледам. Затоа и влегов во целата приказна. Сите со тој мотив, предпоставувам. Ќе си кажа другите, предпоставувам, бидејќи тоа така влегов во сето. Не, окей. Јас пак ќе ви кажам, не одам по тоа кој што ќе каже, јас одам по тоа кој што прави и тоа е мерливо и може да го видат другите. Бидејќи тоа не ми било целта ми била како да се победи на избори за да се направи Македонија подобра. 2 милиони луѓе во Република Македонија заслужуваат да живеат подобро од ова што живеат сега, не само економски, туку од аспект на еден куп вредности кои што во оваа држава комплетно се изгубија. Многу едноставно едно прашање. Зошто може само уште една реченица и таа ќе биде директниот одговор на вашето прашање. На 2 јуни делегатите меѓу другото ќе покажат каква е нивната проценка. Не само кој ќе биде идниот председател на СДСМ, туку и кој ќе биде човекот кој што во периодот после 2 јуни до парламентарните избори, кога и да бидат, ќе може да привлече најмногу неопределени гласи.